Добро вечер, почитувани гледачи. Централно издание на дневникот на регионалната К1 телевизија. И вечер во политиката повторно ќе доминира. Од студиото на К1 телевизија ги пренесуваме најновите информации на активностите на политичките партии поврзани со предвремените парламентарни избори во изборните единици 3 и 4. По кратките најави кои ги означуваат настаните на денот, почнуваме веднаш. Изборната кампања продолжува. Политичарите на терен. Во Велес и Кавадарци одбележан светскиот ден за борба против СИДА. Почна исплата на ноемвриските пензии, линарно зголемени за 5%. Кандидатот за пратеник на ВМРО-ДПМН од коалицијата за подобра Македонија во изборна единица 3 Ѓорги Коџабашиев на пресконференција денес ги представи дел од приоритетите во инфраструктурните проекти, како дел од програмата Реално на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери, а тоа е изградбата на детските градинки. За подетални информации во прилогот од колешката Сања Левкова-Ангелова. Инфраструктурните проекти приоритет во програмата Реално на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери. Во 4-годишниот мандат предвидено е да се отворат 140 детски градинки во градовите каде има потреба, но и во селата. Од нив 100 ќе бидат целосно нови, а кај 40 се очекува да се зголемат просторните услови и капацитети. Во изборната програма Реално за Велес е значено што се предвидува изградба на 4 нови детски градинки. Од нив за прв пат досега една предучилишна образовна институција ќе може да посетуваат и деца од рурална средина. Во завршна фаза е изградбата на детската градинка во село Краслари. Потребно е само уште да се уреди интериерот. Избрано е токму ова населено место затоа што освен мештаните, таму децата може да ги изгрижуваат и вработените во фабриката Маркарт. Големиот број реализирани проекти во детската градинка Димче Мирчев е доказ за зголемениот број деца кои се згрижени во установата. Моменталната бројка на запишани деца изнесува 1220, истакна Коџабашиев. Бројот на децата кои ги посетуваат клоновите на градинките континуирано е во пораст, поради отворени нови групи и пренамена на административни простории. Коџабашиев истакна дека во изминатиот период општина Велес реализираше проект за енергетска ефикасност во сите 6 клонови од детската градинка Димче Мирчев, каде се потрошија повеќе од 120.000 евра. До 2020 година невработеноста ќе биде намалена под 18%, а минималната плата во 2017 ќе изнесува 12.000 денари, а 14.000 денари до 2020 година. Рече денеска на пресконференција кандидатот за пратеник од изборна единица 4 на ВМРО-ДПМН Весна Пемова, потенцирајќи дека намалувањето на невработеноста е нешто што СДСМ не знае да го направи. Најголем предизвик на ВМРО-ДПМН беше и останува намалувањето на невработеноста. СДСМ во 2006 година ја направи Македонија светски рекордер во невработеност од 39%. Со посветена работа ВМРО-ДПМН за 10 години отвори над 160.000 нови работни места, со што невработеноста се намали на 24%. Нашата цел е до 2020 година да ја намалиме невработеноста под 18%, рече денеска на пресконференција кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на ВМРО-ДПМН Весна Пемова, која посочи дека според програмата Реално минималната плата во 2017 година ќе изнесува 12.000 денари, а до 14.000 денари во 2020 година. Почитувани граѓани, сакам да ве потсетам дека за гарантираната минимална плата за прв пат во Македонија ја воведе ВМРО-ДПМН. 10 години СДСМ беше на власт и не го направи тоа и сега само зборува за тоа. Се фала дека уште веднаш минималната плата ќе ја направиле 12.000 денари, а во 2020 ќе пораснела до 16.000 денари. Но минималната плата не се вади од ракав.
Ќе продолжат да растат минималната и просечната плата. Денес просечната плата изнесува 22.300 денари. Единствениот начин да се зголемат платите е да се намали невработеноста. Тоа го видовме во Кавадарци, посочи Пемова. СДСМ не преговарале ниту со синдикатите, ниту пак со работодавачите. Без никаков договор ви нудат лажни ветувања. Исто како на тој црн 15 септември, сега ви ветуваат за 2020 година минимална плата од 16.000 и просечна плата од 30.000 денари. Ветувањето за просечна плата во нивната програма е дадено со само една реченица. Не кажуваат како мислат да го остварат тоа, веројатно и самите не знаат. Наша цел, потенцираше Пемова, е во следните 4 години да креираме 70.000 нови работни места. Намалување на невработеноста е нешто што СДСМ не знае да го прави. Секогаш кога беа на власт, невработеноста растеше и нормално како последица платите се намалуваа. Унијата на жени на Општински комитет на ВМРО ДПМН од Кавадарци го одбележа 1 декември, светскиот ден за борба против сидата. На градскиот плоштад беа поделени флаери со едукативна содржина, а со акцијата председателката на Унија на жени, Анита Гинова Каракутова, се надева дека ќе допрат до граѓанската свест, а особено до младата популација. Се со цел да влијаеме на оваа чума на 21. век да се намали, затоа што веќе зазема многу загрижувачки размери. Имено, во светот над околу 33 милиони луѓе се зафатени од ова, за жал, се уште неизлечива болест. И сметаме дека со денешната акција допревме до дел од граѓанството, особено до младата популација, и ако успееме да спасиме со нашиот флаер барем еден човечки живот, ќе бидеме многу благодарни. Кандидатот за пратеник на СДСМ во изборна единица 3, Панче Иванов, денеска на пресконференција представи дел од програмата од изборната програма План за живот на Македонија. Иванов од партиската говорница денеска најави подобрување на здравствениот систем. Зголемена смртност кај родилките и новороденчињата, огромни долгови и блокирани сметки на здравствените установи, недостиг од лекови и медицински потрошен материјал, нерамномерен квалитет на здравствените услуги и лекови. Вака го оцени македонскиот здравствен систем кандидатот за пратеник Панче Иванов од редовите на Социјалдемократскиот сојуз во изборната единица 3. Огромно незадоволство на пациентите од лошите услови во здравствените установи. Демотивираност и ниски плати на здравствените работници, кои се причина за нивно заминување во приватниот сектор и во странство. Партиски вработувања и партизирани менаџери во јавните здравствени установи. Ќе обезбедиме основни бесплатни стоматолошки пакети за секој матичен пациент, а децата до 18 години ќе имаат целосна бесплатна стоматолошка здравствена заштита. Платите на докторите и на помошниот медицински персонал ќе бидат покачени, вели Иванов, потенцирајќи дека на тој начин ќе ги задржат во државата најдобрите кадри на државните клиники и болници. До крајот на мандатот, платите на докторите и на помошниот медицински персонал ќе бидат поголеми за 100%. Основните плати на докторите специјалисти во терцијалното здравство ќе изнесуваат повеќе од 100.000 денари, односно некаде приближно околу 1.600 евра. Со ова ќе ги задржиме во државата најдобрите кадри на државните клиники и болници. Покачување на капитациониот бод на матичните доктори на 90 денари. Зголемување на капитацијата по пациент за матичните стоматолози од 40 на 70 денари. Ке започнеме со реконструкција и опремување на општите и клиничките болници низ Македонија, како и здравствените домови, поликлиники и амбуланти, а ќе отвориме и нова итна медицинска помош, истакна кандидатот за пратеник Панче Иванов од редовите на Социјалдемократскиот сојуз во изборната единица 3. Кандидатот за пратеник од изборна единица 4 на СДСМ, Бети Анкитев,
Денеска на пресконференција рече дека во програмата План за живот во Македонија се предвидени 3 милиарди евра инвестиции во период од 10 години за изградба на 600 километри автопатишта и експресни патишта, 550 километри магистрални и регионални патишта и 1000 километри локални патишта. Приоритет на секоја одговорна власт треба да биде инвестирањето во инфраструктурата и енергетиката, рече денеска кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Бетијан Китев. На пресконференција тој посочи дека во програмата План за живот во Македонија имаат планирано повеќе капитални и инфраструктурни инвестиции. Изминативе 10 години за време на власта на ВМРО ДПМНЕ во Македонија се изградија само 7 километри автопат и ниту еден поголем енергетски објект не беше реализиран, на сметка на истрошените преку 700 милиони евра за проектот Скопје 2014. Ние како Социјалдемократски сојуз на Македонија, заедно со коалицијата, во нашиот план за живот во Македонија, имаме предвидено реализација на повеќе капитални, инфраструктурни и енергетски проекти. Ќе обезбедиме гасификација на големите градови и индустриските капацитети. Тоа ќе ги намали енергетските трошоци на домаќинствата и на индустријата и до 50%. Дополнително, со неа сериозно ќе се намали и загадувањето на воздухот. Ќе ги користиме двете опции: поврзување со големи гасоводи како во Куманово и користење на компресиран природен газ по примерот во Струмица, потенцираше Китев. Кавадаци ќе биде еден од 32 града во Македонија кој ќе биде гасифициран. Понатаму, имаме предвидено 80 милиони евра за регионален развој. На сметка на Скопје 2014, власта на ВМРО ДПМН ги занемари останатите градови. Регионалните разлики очигледно пораснаа. Ќе ги зголемиме средствата за финансирање на регионален рамномерен развој на 80 милиони евра, што е за 20 пати повеќе од средствата што сега се обезбедуваат за таа намена. Нашата цел е да го подобриме квалитетот на живот во цела Македонија. Сите ние сме сведоци на лошата инфраструктура во Република Македонија. Според податоците на Светска банка, нашата земја се наоѓала на предпоследното место според инвестиции за одржување на инфраструктурата. Во нивниот план за живот во Македонија имаат предвидено 3 милиарди евра инвестиции во период од 10 години за изградба на 600 километри автопатишта и експресни патишта, 550 километри магистрални и регионални патишта и 1000 километри локални патишта. Китев ги повика граѓаните масовно да излезат на 11 декември да го дадат својот глас за подобра иднина на сите граѓани на Македонија. Денеска во Велес предизборно се представија коалицијата ВМРО за Македонија. Носителот на третата изборна единица Стојанче Ангелов и председателот на партијата Обединети за Македонија Љубе Бошковски промовираат дел од изборната програма, а воедно остварија и средба со жителите на Велес. Коалицијата ВМРО за Македонија денеска беше во посета на Велес. Носителот на третата изборна единица Стојанче Ангелов и председателот на партијата Обединети за Македонија Љубе Бошковски промовираа дел од изборната програма. Тие истакнаа дека се залагаат за еднаквост на граѓаните, без разлика на нивната верска и етничка припадност. Коалицијата ВМРО за Македонија, по влегувањето во Собранието на Република Македонија, ќе се залага за еден голем отворен диалог помеѓу сите македонски граѓани, со кој што граѓаните треба да бидат изедначени пред уставот и законите без разлика на нивната верска и етничка слобода. Почит кон бранителите на Република Македонија, забрана за влез во Европската Унија, завршување на процесот на влегување во НАТО, се дел од предизборната програма на коалицијата на ВМРО за Македонија. Македонија е 26 години или 25 години од 91 година формално самостојна суверена држава со сите државотворни атрибути. Македонија е држава во која треба да владеат демократијата и да владее правдата, да владеат, да се почитуваат човековите права. Представниците на коалицијата ВМРО за Македонија остварија средба со жителите на Велес.
Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес испрати писмена реакција на пресконференцијата на Панче Иванов. По писмената реакција се вели дека наместо инвестиции, реконструкции или набавки на нови апарати, во времето на СДСМ, Велешката болница и другите здравствени установи во Велес беа оставени да се распаѓаат и назадуваат. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес испрати писмена реакција на пресконференцијата на Панче Иванов, кандидат за пратеник од изборната единица 3 од редовите на СДСМ и коалицијата, во која се вели: во време на СДСМ немаше ниту специјализации, ниту обуки на велешките доктори во странство. 20 години СДСМ беше на власт и не успеа една шајка да стави за подобрување на здравството. 20 години власт на СДСМ значија 20 години загубени за велешкото здравство. За разлика од тоа време кое веќе минато и кое за цела среќа нема никогаш да се повтори, денес здравствените институции и услуги се значително подобрени. Извршени се темелни реконструктивни зафати на зградата на Општата болница Велес, за кои се вложени околу 1,46 милиони евра. Целосно се реновирани оделенијата за хирургија, гинекологија, педиатрија, интерното и оделенијето за физикална медицина. Привршува и новиот проект за реконструкција на главната болничка зграда, со кој се поставува нова термоизолациона фасада, нови прозорци и врати и целосно внатрешно уредување на оделенијата за гинекологија, интерно, очно и ушно оделение. Стои во писмената реакција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. Политичката криза во Македонија започна токму со изјави за постоење на фантомски гласачи. Во јавноста се пласираа имиња и презимења дури и на познати политичари. Државната изборна комисија го затвори избирачкиот список и потврди дека фантомски гласачи нема. Повеќе во прилогот на колешката Сања Левкова-Ангелова. Државната изборна комисија го затвори избирачкиот список. Маските паднаа, така наречени фантомски гласачи нема. Граѓаните велат уште една лага на СДСМ исплови на површина. Тврдењата дека 500.000 гласачи се фантоми паднаа во вода. Анкетираните велешани велат ќе ги стигне казна на 11 декември. Ќе бидат обавезно. Кажам, не ме интересира ништо. Знам дека се лага тоа, се е политика на СДС. Па тоа секој го знае, најмало дете го знае дека тоа е точно така. Како може ја да дојдам тоа фантомија овде па да одам онаму да гласам? Нели имам лична карта тука, нели е бележен на прстот, тоа не може да се... Тоа само се измислени работи да се најде нешто, чарка. И да ви кажам дека има луѓе што се 40 години иселени од тука, а се водат на улиците, а не живеат тука. Знаеш колку ги има? Политичката криза во Македонија започна токму со изјави за постоење на фантомски гласачи. Во јавноста се пласираа имиња и презимиња дури и на познати политичари. Експертите и тогаш тврдеа дека бројката на спорни гласачи не е реална. Последните изборни циклуси во Македонија беа организирани според сите европски стандарди, а дека последните изборни процеси во Македонија се одвиваат без проблеми, докажуваат со своите изјави денеска случајно анкетираните велешани. Не. Пошто на такво место сме и не мислам да биде лошо. Јас сум 80 години, никој до сега сум немал проблем никаков, никој не ме натера зорле за кого да гласам и што да гласам. Никогаш. Секогаш одам честно, поштено си гласам. Ниту ме некој прашал за кого гласаш, ниту па ми рекол некој нешто. На 11 декември, на петите поред предвремени парламентарни избори, ке гласаат 1.784.416 граѓани кои имаат право на глас. Срген Ного од Српската партија Двери, кому Република му ги предочи фотографиите од кампањата на СДСМ, како и рекламниот материјал од СДСМ за овие избори. Со делови од програмата шокирано ја препозна нивната изборна кампања, знак, рекламни материјали, пораки и делови од програмата кои сами си ги изработиле. Ова го отвара прашањето дали коалицијата предводена од СДСМ копирала делови од изборната програма на партијата на Двери. Интернет порталот Република објави интервју на новинарот Наум Стоилков со Срđan Ного, пратеник од Српската партија Двери.
Ова интервју го отвора прашањето дали коалицијата предводена од СДСМ копирала делови од изборната програма на партијата Двери. Многу вели дека нема информација дали македонската опозиција знаела за кампањата која тие ја воделе, но сигурен е дека таа е скоро идентична со нивната. Дали ви е можда овој слоган што е на оваа кеса познат? Воопшто као... Идентичan našim. Isto i naša kampanja iz 2012. do duše je bila za život. Za život Srbije. Isto. Ovo je iz 2016. sa naših izbora. Identičan. Tako je. Znači, identičan čak i pozadina. Možda drugačiji oblik, ali naš znak. Samo je naš znak drugačiji u odnosu na ovo. Nešto kako ova zapravo... Ali isto i crta i sve. Da, ovo je definitivno dizajn koji liči na naš dizajn. Некој ја гледал нашата кампања и ја копирал, вели Ного, но тој не знае дали со овој чин СДСМ го нарушила нивното авторско право. Република објавува дека став за ова побарала и од СДСМ, преку СМС порака генералниот секретар Оливер Спасовски напишал: "Тоа е целосна невистина. Програмата на СДСМ е подготвена темелно и е базирана на искуство и аналитичност. Во процесот на создавање учествуваа научници, експерти, економисти, а напишана е во консултација со граѓаните на Република Македонија." Денес во организација на Советот за јавно здравје одбележан е 1 декември, светскиот ден за борба против СИДА, која се одржа во општина Велес. На денешната трибина фокусот беше ставен на тема СИДА, а целна група беа средношколците и учениците во поголемите оделенија на основните училишта. Подетално во прилогот што следува. Начин на заболување, пренесување, третман и спречување на болеста. Ова беше фокус на денешната трибина на тема СИДА, која во организација на Советот за јавно здравје се одржа во општина Велес. Целна група на трибината беа средношколците и учениците во поголемите одделенија на основните училишта. Според надлежните, СИДАта е болест за која потребно е што повеќе да се говори, да се информираат младите и да се наоѓаат начини за тие да се заинтересираат и да ги прошират нивните знаења за оваа болест. Следат податоци во врска со ширењето на ХИВ вирусот, СИДАта во Македонија, во светот, начинот на незиното пренесување, начинот на незиното спречување. Сметам дека се информирани, меѓутоа треба се повеќе и повеќе да се зборува на оваа тема, затоа што броевите кои ги добиваме секоја наредна година, па и оваа зборуваат дека бројот на заболени во Македонија рапидно расте. Така да мораме повеќе да обратиме внимание на едукацијата на младите лица. Информациите на Центарот за јавно здравје покажуваат дека првиот регистриран случај на заболен од СИДА во Велес е во 2005 година. Од тогаш па до денес регистрирани се вкупно 6 случаи, од кои 2 лица заболени со СИДА, а 4 ХИВ позитивни. Локалната самоуправа секоја година е дел од овие активности. На тој начин активно се вклучува во борбата против СИДАта. Секоја едукација, секој укажување, ценам дека ќе има позитивен одгласок конкретно кај младите генерации, поготово кај тинејџерите кои што нормално го починјаат својот начин на живот на еден друг начин, така да традиционално како и секоја година, така и оваа година општина Велес се придружува кон ова одбележување. На Светскиот ден за борба против СИДА активни беа и членовите на Советот на млади при општина Велес. Тие на неколку пунктови во градот делеат црвени ленти. Советот на млади се вклучува во обележување на оваа активност, Светски ден за борба против СИДАта. Ние како Совет на млади ќе поделиме машнички со црвено обележје кои се символ на оние кои ги носат дека се свесни за оваа болест која е заразна. Така да на повеќе пункта денес низ градот, покрај машничките ќе бидат давани совети токму од младите лица за подигнување на свеста за превенирање на оваа болест.
Светскиот ден за борба против СИДА е осмислен и прифатен од 140 земји во светот на светскиот самит во Лондон во 1988 година. Истата година Светската здравствена организација ја согледа потребата за постоење на еден ваков ден и го прогласи 1 декември за Светски ден за борба против СИДА. Од тогаш па се до денес, овој ден се одбележува во скоро сите држави во светот. Триесет и 8 годишната Џ.А. од Кавадарци вчера во 13 часот и 30 минути во полициската станица во Кавадарци пријавила дека во изминатите неколку месеци, а последен пат ноќта на 29.11.2016 година, околу 21 часот, незиниот сопруг М.А. во нивната семејна куќа во Кавадарци со потреба на сила и закана по живот со нож извршил облјуба врз нивната 12 годишна ќерка. Се превземаат мерки за целосно расчистување на случајот. За другите повторно се враќаат во селата. Оваа година се регистрирани 7 нови, а последните 3 години вкупно 35 мали и големи земјоделски задруги. Целта е да произведуваат со помали трошоци и заеднички повеќе да продаваат на пазарот. Задругарството повторно се враќа во селата. Во Македонија работат вкупно 35 задруги, 7 од нив се мали и 28 големи. Низ целата држава обработуваат 1100 хектари земјоделска површина. Сопственици се на 260 пчелни семејства и сите заедно имаат стадо од 450 говеда, 200 кози и 250 овци. За другите се формирани со заедничко работење да го зголемат производството, да ги намалат трошоците и повеќе да продаваат на пазарите. За другите велат дека вака полесно се преговара со откупувачите кога ќе дојде време да ги продаваат своите производи, кога треба да добијат пониска цена за набавка за заштитни средства, вештачко ѓубриво и механизација и повеќе пари за инвестиции од банките. За другите најчесто се занимаваат со повеќе земјоделски дејности што е резултат на македонското поднебие. На едно стопанство да се произведуваат различни култури. Помал дел од нив се специализирани за една гранка, како на пример овоштарство, лозарство, пчеларство или производство на ориз. Започна исплаќањето на ноемвриските пензии, зголемени за 5%. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија освои прво место за дизајн на промотивен материјал за туризам со најдобар промотивен материјал. Вести од Македонија во продолжение. Повеќе од 300.000 пензионери во земјава овој месец ке добијат зголемување од околу 700 динари. Започна исплатата на ноемвриските пензии линеарно зголемени за 5%. Со линеарното покачување изминативе години просечната пензија сега е двојно повисока во споредба со 2006. Со тоа што просечната пензија во 2006 изнесувала 7.638 динари, додека сега таа сума достигнува над 13.000 динари. Според статистиката, во Македонија минималната пензија изнесува 7.783 динари, додека максималната пензија изнесува 38.394 динари. Во конкуренција од 20 државни организации, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија освои прво место за дизајн на промотивен материјал за туризам. Шумадискиот сајм за туризам и селски туризам во Крагуевац, Србија, по 8 пат избра победници во 5 категории. Шумадиски чај ракија, најдобар промотивен материјал, најуспешна промоција, најубаво проектиран штанд и најголем придонес за развој на туризмот на територијата на град Крагуевац. Од агенцијата информираат дека комисијата на Шумадискиот сајм и град Крагуевац го додели третото место за најдобар промотивен материјал на туристичката организација на град Ниш, додека второто место припадна на туристичката организација на Харцег Нови. Пропагандниот материјал со кој Агенцијата за туризам го промовира туристичкиот потенцијал на земјава е составен од 6 брошури, кои се меѓусебно поврзани и ги објаснуваат туристичките потенцијали на Македонија. Една жена загина, а 5 лица се повредени при експлозија по која избувнал пожар во ресторан во центарот на Атина.
Снимките од црната кутија на авионот што се урна во Колумбија покажаа дека несреќата се случила поради недостиг од гориво. Во јужниот дел од државата во близина на Крим, денеска Киев започна со дводневни ракетни тестирања. Вести од светот во продолжение. Една жена загина, а 5 лица се повредени при експлозија по која избувнал пожар во ресторан за брза храна на плоштадот Викторија во центарот на Атина. Во гаснењето на пожарот учествувале 20 пожарникари со 8 противпожарни возила. Полицијата го блокирала реонот околу местото на експлозијата, која предизвикала оштетување на околните продавници и куќи, како и на паркираните автомобили и мотоцикли. Се работи неверојатно за несреќен случај поради кој експлозијата била предизвикана од истекување на пропан. Киев денеска почна со дводневни ракетни тестирања во јужниот дел од државата, недалеку од Крим. Воени бродови на руската црноморска флота зазедоа позиции ки западниот брег на Крим во обид да се зајакне воздушната одбрана. Министерството за одбрана во Москва соопшти дека Русија ќе одговори на украинските воени вежби со соборување ракети што ќе се најдат во зона на летови над Симферополј и Одеса. Од воени извори од руските медиуми информираат дека бродовите започнале да формираат непробоен штит од непријателски ракети. Во првата фаза од Европското фудбалско првенство, кое ќе се одржи во Полска од 16 до 30 јули до година, Македонија ќе игра во Пиренејско-Балканската група Б. Ривали на селекцијата за играчи до 21 година ќе бидат репрезентациите на Португалија, Шпанија и Србија. За другите вести од спортот во продолжение. И по 3 одиграни надпревари, од кои 2 на гостински терен, кошаркарите на Фени Индустри се со 100% учинок, најавувајќи дека сезонава и тоа како ќе бидат еден од главните аспиранти за титула. По кожуф и Охрид избраниците на Љупчо Маленков го освоија Пелистар со резултат 60:83, потврдувајќи го својот квалитет и во ниту еден момент не доведувајќи ја својата победа во прашање. Првата четвртина заврши со само 4 поени предност за Фени. За кавадаречкиот клуб фуриозно да го почне вториот период со 11 поени во низа и да стигне до двоцифрена предност, што не ја испушти до самиот крај. Последните 10 минути поминаа во целосна доминација на кошаркарите на Фени Индустри, кои на крајот заслужено славеа со 23 поени разлика. Чешковиќ со 21 поен беше најефикасен кај Фени во оваа лесна победа пред Николовски со 20 поени и 6 скока, додека најдобар стрелец на Пелистер беше Анакиевски со 14 поени. Во наредното коло, кое се игра веќе во сабота, Фени повторно гостува, овој пат кај тимот на Вардар. Во првиот ден од месец декември имавме сончево време со мала до умерена облачност и со умерен северен ветер. Во Повардарскиот регион максималната температура достигна до 10 степени, а за утре не очекува слично време на денешното, но малку постудено, особено во утрата. За подетални информации од графичкиот приказ што следува.
Со оваа информација го означуваме и крајот на дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата на К1 телевизија. Пријатно!